Добро вечер. Македонија е илјадници километри оддалечена од земјата на маите. Но и овде, 21.12.2012 беше денот кога се очекуваше апокалипсата. Очигледно тоа не се случи, древната цивилизација нешто погрешно пресметала. Екипата на Код не замина ниту во Гватемала, ниту во Перу. Останавме овде за да видиме како македонците го доживееја и преживееја судниот ден. Со собствен систем на пресметување на времето и други математички и геометриски операции. Маите постоеле како древна цивилизација, но уништени се од оние кои ја освоиле Америка. Дури и се саможртвувале. Дали тие биле пред времето или не натераа нас да се вратиме назад во нивното време? Биле пред своето време, го изградиле својот свет и ја уредиле својата цивилизација многу време пред европските народи. Но на крај, по неколку децении суша и глад, светот на маите бил урнат од малите крволочни шпански армади кои го освојувале новиот свет. Иако одамна ги нема како цивилизација, нивното наследство до овој викенд го тресеше светот. Календар на маите имаше само доминатиот петок. Потоа следуваше голем бум и крај на модерната цивилизација. Но и вие и јас уште сме тука. Големата 13-ка на маите уште не разнесе. Календарот кој предизвика огромна паника почнува да брои пред повеќе од 5000 години. Годината кај маите траела вкупно 360 дена, но не била поделена во месеци, туку во 18 периоди кои се викале винал. Секој винал имал по 20 дена. Потоа 20 винали правеле друг период важен во календарот на маите. Но календарот на маите се пресметувал кружно, не бил линеарен како нашиот календар кој денеска го користиме и кој нема крај. Кругот на времето на маите требало да стигне до својот крај на 21 декември 2012 година. Маите времето го сметале според кружниот систем кој го откриле светските антрополози. Код ги праша македонските антрополози, социолози и етнолози за древната напредна цивилизација на маите, но ниту еден од нив не се согласи да зборува на темата, бидејќи некои ги сметаа за несериозни предвидувањата за крај на светот. Други посакаа повеќе време да се подготват за темата. И без македонската наука светските научници успеале да го пресметаат времето на маите. Десетици векови наназад, древните маи го користеле овој систем од 3 круга за да го одредат времето. Најмалиот круг ги кажува деновите, вториот ги одредува месеците, најголемиот е целата временска ера, така наречен бактун. Крај на овој бактун беше завчера. Не се случи ништо, но стравот од крајот на светот кој го пресметале наводно во својот календар маите се појавил пред точно 1 век. Дрезденскиот кодекс е една од 4 книги на маите кои ја преживеале нивната трагедија. Се наоѓа во музеот во Дрезден, а на почетокот на минатиот век се обидувал да го протолкува германскиот научник Ерст Форстеман. До тогаш никој не го превел писмото на маите. На последната страна од Дрезденскиот кодекс имало слика на која се гледа змеј, древни божества и син млаз кој оди надолу. Позадината на сликата е во темно-црвена боја. Форстеман се обидел да ја протолкува. Млазот кој од устата на змејот тргнува надолу според него бил знак на воден потоп и крај на светот. Своето сознание го пренесол на колегите и оттогаш, од пред 100 години, почнало да се шири проклетството на календарот на маите. Тоа мрачно предвидување имало ефект. Други научници почнале да го бараат датумот кога ќе се случи распадот на светот. Времето го откриле на 2 пирамиди изградени од маите и на двете. Едната во Мексико, втората во Гватемала имало ист знак. Временски прикажано, оваа слика значи дека датумот за крај на светот е и крајот на календарот на маите. Тој страв со години се наталожуваше и се зголемуваше преку светските вести и популарната култура. Научниците отпочнаа да развиваат и нова научна гранка, психологија на стравот или социологија на стравот. Открија дека на луѓето им се потребни митови и легенди, исполнети со страв и од кои луѓето ќе се плашат. Токму пророштвото кое не се оствари пред 2 дена е доказ дека тие митови скоро никогаш не се точни.
Искуство или маркетиншки трик? Со оглед на тоа што ја преживеавме апокалипсата, чи нам светот беше опфатен со една светска маркетинг кампања во време на колективна потрошувачка. На 21.12.2012 светот беше во исчекување. Дали е тоа судниот ден? На денот на апокалипсата и Скопје чекаше. Дали е навистина крајот на светот? Знаете ли што ден е денеска? 21. Не, Што требаше да падне? први ден од зимата. Прв ден од зимата? Снимите актуализација, жив ти се. Дали е ради зимата ракијава или ради Ради апокалипсата? хемороиди, сега таа тема има. Бога ми ти кажа. А кој ден е денеска? Петок? Друга? Што денеска шо е? Празник имаш? Дека знак света дека. И верувате ли во тоа? Никак. Крај на светот? Така, на тоа света? Па добро, ништо, јас не верувам во тоа. Во Топана поголем проблем е канализацијата одошто апокалипсата, а на пазарот на Дребулии поголем е стравот од пазарни и санитарни инспектори одошто крајот на светот. Дечки. Добра. Не. Те снимај. Добар ден да ве прашам. Некаде? Македонците се скептици. Не се палат на лоши вести, ама и на добрите не им веруваат многу. Игор Спасовски, специјалист за маркетинг, користејќи ги податоците на преварувачот Google, направи анализа за код. За разлика од Америка, Канада, Австралија, Македонија и регионов имаат нула кога е во прашање веста за крајот на светот. До 21 декември, значи многу помалку беа интересирани за поимот крајот на светот, што покажува дека луѓето темата ја фаќаат на некој начин со доза на хумор и воопшто не ја фаќаат сериозно. Зачудува како Филипините и Индија се најдоа на листата земји каде имало најголем интерес за темата. Најмногу беше пребарувано на Филипини, потоа следна е Индија, Соединетите Американски држави, зборувам во делови од Соединетите Американски држави, Австралија, Канада и Јужна Афричка република. Колку регионот и Македонија биле заинтересирани за темата? Со оглед на тоа што дел од овие земји се со голема популација и тоа си има влијание. Затоа кај нас регионот е речиси нова. Сепак, многу повеќе луѓето ги интересирал мајанскиот календар, нивната цивилизација, одошто самата вест за пропаста на светот. Сакаат да дознаат повеќе не дали е тоа вистина, туку кои настани се поврзани со крајот на светот. Колку се релевантни податоците на преверувачите? Дали на вистина овде не знаат кои се маите? Знаете ли кои се маите? Маи сте слушнале? Не? Женски се тие, така? Женски бе, мај, како не знам, мај. Маја бе, Синадиновска, Маја, Панчева. Заборави на се, кога те нема крај мене. Сите тие мај. Не, бе, ајде тоа, нивни пропаганди се тие што. А вие која Маја викате? Не ми била змија, мила мамо, не ми била змија. За мај знам, неколку мај знам, а друго не знам. Џермало имаше и комшиката се. Така, и комши. Маја од Тафталиџе стана попопуларна од маите од Гватемала, барем деновиве во Скопје. Сепак генерацијата која има пристап на интернет знае и коментира. Facebook профилите и Twitter беа преполни со мисли за крајот на светот. На Твитер, да речеме, ова веќе почна во шега, прирасни, има популарен хаштаг кај што луѓето се поздравуваат, значи не гледаат толку страшно на целава работа, а друга последица тоа што го зборевме, што мотивира одредени бранови на можеби некоја параноја која што резултира со трошење и така натаму и така натаму. Криво ми е што и рекламите ги утнавме. Место слоганот Македонија вечна, требаше да биде Македонија до 2012-та. Апокалипсата кога виде што народ сме, се исплаши, не иде. Последно што сакам да видам е комисијата да се договори за буџетот.
Најголемите Facebook коментатори и урбани пишувачи, подпрекар Бетмен Велите и Владко Васил, вака го видоа судниот ден. Каква криза дојде? Не можам да врзам крај со крај. Светот. Дебре па и ти, не си ставај се на срце, ко утре да е крај на светот. Одбројуваа, коментираа, кажаа. Социјалните медиуми ја дадоа глобалната слика за тоа како популацијата која е онлайн гледа на мајанскиот календар. Социјалните медиуми експлодираат деновиве со тематика. Така е глобализирано се, ние истиот ден ги дознаваме сите работи што се случуваат. Значи, вирално видео кое што е популарно во Америка за 30 секунди е популарно и во Македонија. Меѓутоа, генерално, не верувам дека, барем по моје некој лично убедување, не верувам дека тука некако се манифестира толку страшно како можеби во некои други региони. Пораките кои што се појави на социјалните мрежи беа исклучително саркастични и можам да кажам дека најголем дел од нив ја ги исмејуваа предвидувањата за крајот на светот. Пример, ова значи дека доколку маите беа толку добри да предвидат што ќе се случи, тие се уште ќе постоеа. На традиционалните медиуми, радиото, телевизијата и весниците имаше по некој збор, но колку читателите разбраа. Новинерот од неделникот Граѓански, Митко Билјановски, смета дека еуфоријата не беше голема. Испадна дека со само неколку инциденти се помина, значи обично во тие места што се надвор од цивилизацијата, така да кажем, во Сибир имаше инциденти, во Бразил, како што знам, имаше некои инциденти. Интересно е што можеби најтивко самите маи го одбележаа овој свој ден. Најмногу сепак се офајдија оние кои живееја на местата каде некои веруваа, отие најдобро да се помине последниот ден, а и оние кои продаваа ветер и магла, па еден пакет за преживување во Сибир го наплатија 29 евра. Има организирани пречеци со многу гости од цел свет во делот каде што се уште живеат маите, во Ел Салвадор и Гватемала, во тој регион, исто во францускиот регион Бигераш, каде што е на француските Пиринеи. Таму има една легенда урбана дека планината крие огромна моќ, магнетна, езотерична моќ и се собираат секоја година, не особено на овој ден, а локалните 176 жители колку што беа запишани, они сигурно се опариле затоа што една вода ја продаваат 15 евра, камче продаваат 1,5 евро за грам. Значи ова е сега во моментов е некој бренд. Исто како светско првенство, па луѓе нели се закачуваат на тоа и користат актуелноста на случувањето за да испромовираат нешто, така и околу ова се врти. Голем дел на ресторани во Америка и помал дел во Европа направија специјални менија и порции кои што беа комуницирани во стилот на мора да го пробате ова пред да дое крајот на светот. Маркетинг експертите сметаат дека крајот на светот е добар повод за реклама, зависно од клиентот. Некои светски компании во втората половина на декември бомбардираа со вакви реклами. Други сметаат дека се бесмислени. Во Македонија, таквите реклами не поминаа. Маркетинг агенцијата New Moment на еден од своите клиенти му понудила вака да го рекламира својот производ, но тој не се согласил. Идејата беше да дајме малку духовит спин на целата приказна, малку се пошегуваме со тоа и во период каде што се што е поврзано со ова баш се перцепира уште повеќе, значи мислевме дека ќе постигнеме поголема видливост. Идејата беше дека всушност целата работа околу ова една голема мајска забуна која што се случила поради тоа што свештеникот кој што ковал календарот не можел да најде поголем камен. И поради таа грешка се случува, нели, цела еуфорија која што се случува денеска. За жал, како што кажам, не пројде таа идеја, мислевме дека ќе беше баш окей. Македонија не е Америка ниту Русија. Овде можеби повеќе ќе и поверуваат на локалната бајачка или гледачката на кафе, одошто на некаков си календар од древна цивилизација. Не најдовме семејства кои пукаат на полигон за да бидат подготвени за апокалипсата, ниту свештеници кои вршеат древни ритуали.
Маркетите беа полни не поради треската за крајот на светот, туку заради божитните и новогодишните празници. Дефинитивно тоа е поради предстојните новогодишни и божикни празници, а што се однесува до најавата за апокалипса, имам впечаток дека во изминатиот период оваа вест беше многу медиумски покриена, а нашиот народ како да е наблюдувач од страна и сака да размислува за убавите работи, за она што да подари за предстојните празници, што да стави во детските пакетчиња. Што најмногу генерално се троши во маркетот еве деновиве? Забележан раст во потрошувачката на месни и сувомеснати производи, други производи кои што се користат за подготовка на празничната трпеза. Исто така зголемена е продажбата на алкохолните и безалкохолните пијалоци, црвеното вино, газираните сокови. Во последните 20 години, најголема потрошувачка поради криза имала во 1999, дури за 100%, но не поради милениумската бубачка. Во 1999 година, кога НАТО ја нападна Југославија, дојде до 100% зголемување на потрошувачката на основните добра, додека пак за време на кризата во 2001 година потрошувачката на основните прехранбени производи беше зголемена за 60%. Кога се работи за економска криза, после првиот импулс веднаш преоѓаат на штедење како превентивна мерка. Конзервите и храната во прав не се наменито на македонците, а во нивниот животен стил не е ниту тренингот за преживување. Па знаат ли македонците како да преживеат во услови на катаклизма? Методи Хаджијанев е поранешен командант на специјалната единица Волци, а сега професор на Воената академија. Обучуван да преживее и во пустина и на снег, тој за код даде неколку основни совети. Доколку дојме да кажеме еве колку суво и може човек да издржи без вода, најчесто е не повеќе од 2 до 3 дена. Од 2 до 3 дена, иако тоа мислам дека е малце она екстремно каде што веќе не сте донесени до ситуација дека ќе ви бидете потребна помош. Зошто? Затоа што доваѓате во ситуација да во секоја една таква ситуација која сте донесени да преживувате или да треба да екзистирате надвор, тоа од вас подразбира енормно трошење на друга енергија. Значи тоа не подразбира дека вие сега ќе седите и ќе мирувате и ќе чекате 2 дена да не пиете вода, туку вие треба да се движите, значи треба да се преселувате, не знаете што, која е опасност. Психичка стабилност, подготовки, проценка на условите. За да опстане на човек му се потребни овие предиспозиции. Во принцип, вие за да можете да функционирате, ви требаат минимум по 2 до 3 литри течности на ден, за да избегнете можност да не се доведете во ситуација да западнете во летаргичност, да западнете во дисфункционалност на виталните телови на телото и она што е најбитно да можете да имате чист ум и чист разум за да можете да функционирате и да размислувате. Бидејќи во такви услови, она што е најбитно е менталната свест. Ако вие немате ментална свест, физички тешко дека ќе можете да обстанете. Вестите за крајот на светот се добар повод за филм, реклама или маркетиншки трик. Но што би се случило доколку на вистина треба да се соопшти такво нешто? Ако има некоја таква реална опасност, пред се ќе мора да се јави некој авторитет да ја каже. Затоа што ако некој медиум објави дека некој си астероид иде кон земјата и не може да го избегнеме, или ќе му веруваат сите, или нема да му, мислам, не треба да каже некој каков си авторитет светски и на него сите да му веруваат. Во оваа ситуација таков авторитет, во улога на таков авторитет се појави насад. На крајот на криштата, искрено не знам што би можел да направиш ако ти најавува дека крај на светот, мислам дека ни една количина на тоалетна хартија што ќе купиш не може да те спреми ако како залиха ако дојде метеор или што да се случи. Мора да има предзнање за себе, за сопствената енергија, сопствените капацитети и за тоа како и што е тоа што може да му го спаси животот во дадени ситуации. Кога во Сараево ги прашале како ќе го поминате судниот ден, најчестиот одговор бил скромно во кругот на семејството. Во Словенија, оние кои протестираа, кажаа дека денеска не е денот на крајот на светот, туку денеска е крај на диктатурата на Јанша. Во Македонија, очигледно на пратениците најмногу им влијаеше мајанскиот календар. Им зовре крвта. Па со денови не замајуваат со нивните кавги за буџетот во собранието.
Маите не запишале ќе го донесат ли пратениците буџетот за 2013 или не, но некои напишаа. СДСМ го блокираше крајот на светот, други дека глумците запееа ВМРО Edition, трети дека Македонија е вечна, кандидатка за ЕУ. Кај нас, ниту крај на светот не бива без двете партии да се фатат за гуша. А народот, барем оној што на денот на апокалипсата го видовме и прашавме, сакаше да живее, без да му се стемнува уште на осамнување. Секој ден е нас апокалипса, секој ден е сануваме. Од 90 наваму мене ми е смртно. Некои гледаат горе на небото во звездите, други на земјата доле, трети во дланки, четврти на кафе, а и на социјалните мрежи имаше многу пророштва и предвидувања. Како македонските астролози го гледаат датумот 21.12.2012 и што тоа значеше за македонските нумеролози. Еве го прилогот на една од маите. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Корейскиот рапер го помина деветиот круг. Неговиот хит Gangnam Style на YouTube го гледале над 1 милиарда луѓе. До крајот не иде. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. This year. Почетокот на крајот го најави уште пред 3 години филмот 2012. Инспириран од древните пророштва, во филмот се предвидуваше дека оваа година ќе се случи апокалипса, во која само неколкумина најсрекни и најбогати ќе успеат да преживеат. Има уште многу предвидувања за судниот ден, но никој не знае како и кога ќе се случи крајот. Ќе престане ли да се врти земјата, ќе згасне сонцето, ќе не удри некоја комета или пак ќе не сотрат вон земјани. Единствениот кој имаше информација дека крајот на светот е илјадници години далеку е самокниот Владимир Путин. Во-первых, я знаю, когда наступит конец света. I know when the world will end, in approximately 4.5 billion years. As far as I remember, the sun's life cycle is around 7 billion years, which means now we're right in the middle. Ден кој беше очекуван во целиот свет, испадна дека не е по ништо посебен, најобичен, но сепак светот беше во некаква панична еуфорија, па дури и во Македонија кога помина 12 часот и 12 минути, многумина, кој на Facebook, кој по телефон, кој на кафе си рекоа, добро е, живи сме. Бројот 21.12.2012 не значи ништо посебно во астрологијата, иако е специфичен во нумерологијата, но тоа, велат нашите астролози и нумеролози, не значи дека го означува крајот на светот. Разговорот со нив го правевме во петокот попладнето. Сите живи и здрави разговаравме за денот што изминува. Како секојдневен, вообичаен ден, може би нешто малку по-засегнат заради сите очекувања, али не ден што е поврзан со тој така наречен суден ден или како крај на светот. Јас впрочем не сум сигурна дека маите прорекувале крај на светот, меѓутоа бидејќи користеле символи, прашање е колку читачите, толкувачите на тие символи тоа исправно го протолкувале. Само внимавајте, според неместните тела, покритичен ден од судбоносниот 21 беше 18 декември. Тогаш падна авион во Судан,
Атанасовски тоа го предвидел, а и за утре се очекуваат лоши вести. На 18 спомнатиот ден, сега баш пребарав на интернет и гледам дека во тој ден јас реков дека може да падне авион и гледам дека во Судан паднал авион. Значи, зашто говорам дека денот бил посложена електромагнетна статика. Значи, така ќе биде и 24-ти. Астрологот Атанасовски, кој во својот живот се води според планетите и звездите, верува во пророштвото на маите, дека доаѓа ново поглавје на земјата, но не верува дека е дојден крајот. Судниот ден го поминал не како последен, туку како вообичаен, без страв дека тука е крајот. Јас го поминав баш плански со најобични активности, вчера, денеска. Атанасовски ја проучува ветската астрологија и во тој календар 21 декември не е запишен како суден ден, туку дека влегуваме од една во друга ера, но тоа нема да се случи во еден единствен ден, за тоа се потребни стотици години. По ветскиот календар, ерата на рибата почнува од 300 до 500 година во ова време, во нашето време, значи после Христ. Тоа значи, по некои приближни проценки, ерата на водолијата треба да настапи тамо од 2400 до 2500 година. Значи, тука има различни мислења и пак тоа е заради што пред малку спомнав. Бидејќи самото време не е екзактно, туку имаме припрема, самото време и последица на времето. До сега живееме во знакот на рибите, а влегуваме во период на водолијата. За скептиците и оние кои мислат дека светот не може да не издржи, еве утеха. Тоа не значи дека одиме кон полошо. Настанува бум во технологијата, значи настануваат врски комуникацијски многу побрзи и поблиски меѓу луѓето. И ние всушност го живееме времето во Кали, кое има елементи и на Сатја. Ние ако судиме според бројките, датумот означен како крајот не е судбоносен. Секој човек со денот на раѓањето добива свој код. Збирот на 21.12.2012 е бројот 11. Нумерологот Главиновска го објаснува значењето на 11-ката. Од денот 21 го добиваме збирот 3, понатаму од бројот 12 повторно збирот 3 и 2012 го добиваме збирот 5. Значи имаме 3 плюс 3 са 6, плюс 5 са 11. Бројот 11 е број кој што допрева во овие времиња што доаѓаат, е број кој што треба да се почитува, бидејќи тој е мощно чувствителен, сензитивен број. Кога велам чувствителен, сензитивен во смисла на емоции, во смисла на интуиција и во смисла на она што генерално го нарекуваме духовно. Главиновска им верува на предвидувањата кои ги даваат бројките. Таа го одредила и судбоносниот код на Македонија. Во нумерологијата, нашата држава ја следи кармата на бројот 9. Јас во нумерологијата, кога правам прогнози за Македонија, го користам името. Значи, секоја буква претворена во број го дава збирот 45, понатаму 4 плюс 5 се 9, значи Македонија е во нумеролошкиот број 9 или код 9-ка. Што значи 9? 9 значи непроменлива, значи постојана. Тоа е совршен број кој што не се менува, па од тука и Македонија како таква, тоест името, сметам дека останува непроменливо. Сега кога ја преживеавме апокалипсата која не дојде, нормално следи прашање, а како ние македонците ќе ја преживееме 2013? Бројките кажуваат дека во 2013 Македонија очекуваат предизвици, понуди за брак, за промени. Во 2013 година ние ќе добиваме предлози за брак. Дали тие ќе бидат пристојни или непристојни? Сметам дека ќе ги има и такви и такви. Ќе поминуваме низ периоди каде што ќе ни се чини дека удираме во 4 зида, дека излезот се уште не можеме да го видиме, а потем период за Македонија, кој што е клучен, е периодот од септември до крајот на 2013 година. Секој почеток има и свој крај. Крајот не знае никој кога ќе дојде. Нема да биде во 2013, 2021 или други години и векови, кога бројките имаат некаква символика. За евентуалниот крај, одговорите не треба да се вараат во списите на Нострадамус, Баба Вања, Јеховините сведоци, Милениумската бубачка или во каменот на маите. Туку треба да се бараат во науката. Ние во времето што доаѓа дефинитивно се менуваме, затоа што и целата природа се менува, тоа е таа причина и последица на создавањето.
Меѓутоа тоа е природен процес. Ние не треба тоа да го врземе дека ќе се случи утре. Тоа е процес кој трае. Значи тој не е така брз процес. Она што единствено беше сигурно во петокот е дека некој добро заработи на стравот на суеверните. Некој го чекаше крајот да се спаси. Некој се плашеше од неизбежното. Но и едните и другите, живи и здрави, се разбудија во саботата. Затоа што вакви пророштва имало и во минатото. Меѓутоа, тие биле локализирани и знаете како било вестник, па да се отпечати, па да дојде до секој граѓанин и така натака. Меѓутоа, денеска со модерната технологија, со интернет, со, ајде да кажам, Facebook групите, тоа толку брзо оди и луѓето веќе на еден друг начин ги третираат овие работи. Маите не се виновни. Сигурно тие не го правеле календарот за да внесат страх, ниту пак заработија од крајот на светот. Пари направија други, а во петокот лошо поминаа сите кои го носат името Маја. Па така и јас, како една од маите, решив 21 декември да си го земам како свој имен ден. Успешно заврши денот на пророштвото, а на крајот сме и на 2012 година. Но подобро е да знаеме што не очекува во 2013 година, барем економски. Се гледаме идната недела на крајот на оваа година. Имајте пријатна вечер.